Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска ќе зборуваме на тема како до здрава бременост. По тој повод со нас во студиото е доктор Гордана Петровска, специјалист по гинекологија и акушерство од клиничката болница Аџи Бадем Систина и шеф на одделот за гинекологија и акушерство. Докторке, добро ни дојдовте. Добро ве најдов, секој добро на гледачите на ОСАД телевизија. За почеток, дали ќе може да ни објасните кога една жена ќе остане бремена, кој е првиот совет кој што таа го добива од вас со цел да има здрава бременост? Обично тоа се случува на првиот преглед, кој што дефинитивно е најполн со емоции, посебно ако станува збор за прва бременост, затоа што обично тука прв пат се слуша чукањето на срцето на детето. Советите се различни во зависност од тоа дали станува збор за прва бременост, дали станува збор за повеќе родка. Значи се земат детално податоци за здравствената состојба на мајката и спрема тоа се даваат совети за понатамошниот тек на контролите, на исхраната и на физичката активност. Секако дека пациентката е важно да биде искрена на овај преглед, затоа што треба да ни каже ако постојат дополнителни здравствени заболувања или терапија која што ја прима постојано, затоа што од исклучителна важност е да организмот биде во еден психофизички баланс. Да, тоа би било за нејзино добро, нели? Апсолутно, и за бебето нормално. Да. Кои се фактори влијаат на тоа една жена да има здрава бременост? Па првен зависи од општата здравствена состојба, затоа кажав не смеат да кријат ако имат дополнителни заболувања. Второ, некои од навиките како што се пушење, консумација на алкохол и како можат негативно да делуваат на здравјето и на мајката, на повлекување на попратни заболувања, меѓутоа дефинитивно и врз здравјето на бебето. И поради тоа морат да си се откажат од некои си лоши навики и да ги слушаат советите на докторите во смисол на контролите, на исхраната и на физичката активност. Да, тоа значи дека пушењето и алкохолот во ниту една количина не се дозволени, така? Па имаме страстни пушачи кои што пушат и по 30 цигари на ден, па за да не ги шокираме, прво ги намалуваме бројот на цигарите полека, затоа што и едната и другата делуваат на развојот на мозокот на детето и на растот на детето. Да. Дали ке би може... било најубаво нормално да не пушат и да не пијат. Колку што може да се потрудат, да. Нели? Дали ке може накратко да ни објасните кои се контроли треба да ги направат бремените жени во текот на 9 месеци со цел на свет да донесат здраво дете? Значи, бројот на прегледи се одредуваат спрема состојбата на мајката. Сега зборуваме за здрава бременост и најубаво е сите бременности да бидат здрави. Во таков случај, за полесно да објаснам на гледачите, бременоста ја делиме во 3 триместар, значи нели народски бременоста трае 9 месеци, тоа се календарски, а малци се бунат зашто 10, тоа е кога ние ги рачунаме лунарни. Значи имаме прв триместар, првите 3 месеци, па од 3 до 6 месец и од 6 до 9 месец. Ќе ги поделам така затоа што препораките се различни. Значи во првото тромесечие пациентката доаѓа 2 пати на ултразвучен преглед. Прво е кога се верифицира срцевата акција и вториот исклучително важен преглед кој се прави од 11 до 13 недела и 6 дена, тој ми е познат на сите веќе. Да. Тоа е скрининг за детекција на дечињата кои што може да имат Даунов синдром. Тој е неинвазивен и е подкрепен со други дополнителни испитувања, дали од крв или ако има потреба и од инвазивни методи. Исто така во овој триместар се прават анализи на крвта, да. Анализи на урината. Од екстремно важно е одредување на крвната група ИРХ фактор, затоа што тие мајки што се негативни, а нивниот партнер е позитивен, понатаму во третиот триместар на почетокот добиваат и терапија за превенција од развој на несакани заболувања кај плодот и во оваа бременост и посебно во наредната бременост. Значи тоа е многу битно навреме да се утврди, нели? Апсолутно. Исто така се прави гинеколошки преглед од кој што пациентките многу бегаат, меѓутоа тоа е од неприкосновено значење за нормален тек на бременост, значи не само ултразвучните контроли, туку и вагиналниот преглед. Во вториот триместар од важен преглед за одбележување скринингот кој што се работи од 18 до 22 гестацијска недела. Значи тој го работат гинеколози кои што се специјализирани акушери за скрининг на аномалии, се прегледуваат сите органи на бебето по системи, да. Вклучувајќи го и срцето и плюс се препорачува и фетална ехокардиографија, значи подетален преглед на срцето на бебето, кој што се прави од 22 до 24
гестацијска недела, а третиот триместар е во главно резервиран за следење на растот на бебето, поставеноста на бебето, местоположбата на плацентата, кој што од исклучителен значај па и за растот на бебето, меѓутоа и за начинот на породување и за препораките како мајката да се однесува во тој триместар. Пред породување се прави уште еден дополнителен бриз, доколку сите претходни биле негативни, за одредување на една група Б на стрептокока, тоа веќе сите го знаат, кое што е битно да се третира во самиот акт на породување додека е позитивна. Во принцип, бројот на контроли е еднаш месечно за водење на здрава бременост. Ја пробавака да ги групирам за да им биде полесно на гледачите. Точно. Доктор Петровска, како вие во клиничката болница Аџи-Бадем Систина се грижите за оние трудници кои што решиле својата бременост да ја водат кај вас и пошто вие се разликувате од другите здравствени установи? Во нашата болница секоја пациентка добива преглед од искусен специјалист, веќе етаблиран по својата специјалност на Пазаров, па и надвор. Во случај да има некој проблем со бременоста, веднаш во истиот момент се организира конзилиарен тим, доколку станува збор за акушерски проблем, и истиот се решава за неколку минутки, или ако има потребна од мултидисциплинарен ангажман од доктори од други специјалности, исто така за многу кратко време, а најмногу во рок од 24 часа се организира тој тим и пациентката не треба сама да ги бара другите доктори од други специјалности, него тоа е задача на докторот кој што ја води бременоста. Да. Во текот на бременоста можат да се десат и многу компликации и во самата бременост и во актот на породувањето или после породувањето и со мајката, меѓутоа и со новороденото, да биде екстремно незрело или мало. Тоа што не разликува од другите болници, во нашата болница никогаш не се врши транспорт заради неспремност на тимот или да имаме ситуација со која што не можеме да се справиме. Транспортот се врши ако и само ако финансиското оптеретување фамилијата не може да го издржи. Да. Што се однесува до опремата, со каква опрема располагате? Тука можеме да се пофалиме, бидејќи нашата опрема го задоволува последниот крик на техниката, на сите оддели. Еве сега зборуваме за бременост, значи и одделот за пренатална диагностика, меѓутоа и одделот за интензивна нега е на екстремно високо ниво по сите светски стандарди. Колку е важно трудниците за време на својата бременост здраво да се хранат и да бидат физички активни и во која граница? Храната игра доста важна улога. Советите се различни во зависност од тоа за каков тип на пациентка стануваме збор, затоа што секој од нив стартува со различна телесна тежина и се прават препораки спрема телесната тежина. Изреката јади за двајца одавна веќе не важи и веќе тоа е мита и повеќето од го знаат. Внесот на калории е многу малце повеќе од колку кога не сме бремени, односно треба да изнесува од 2200 до 2500 калории, а препораките за исхрана се различни по триместар. Односно во првото тромесечие, кога највеќе трудниците ги мачат мачнини, тогаш препорачуваме посолена храна, јадење на крекери, незачинета храна, газираните пијалоци и така не се препорачуваат, избегнување на кафе, на чаеви се мисли на тие јаки црни чаеви, не на чаеви други од билки. Значи е многу битно да пациентката јади повеќе пати, мали количини со цел да ги избегне мачнините. Додека после вториот и третиот триместар акцент се дава на протеинската исхрана, која што треба да биде застапена со околу 60%. Значи повеќе месо, повеќе риба, конзервирана храна секогаш се избегнува и многу треба да биде застапена трпезата со зеленчук и со овошје, да се избегнува бело брашно, бел леп, колачи, шекери, значи све што важи за нездрава храна, посебно треба да се избегнува во текот на бременоста, затоа што големото зголемување на телесната тежина може да доведе до сериозни заболувања кај мајката кои што рефлектираат и кај плодот. Да, што се однесува до физичката активност? Таа исто така тука ни помага. Значи, сите пациентки треба првен да добијат пас од докторот дали имат здрава бременост и кога можат да вежбат и колку можат да вежбат. Генерално, жените кои што треба да бидат залежани дома е многу мал за среќа. Значи, обично физичката активност се препорачува после 16-тата
недела, затоа што докторот тука гледа некои маркери кои што ни се битни за отвореност на грлото на матката, поставеност на постелката. Физичка активност од типот на прошетки на чист воздух се препорачува за сите. Меѓутоа се препорачуваат и вежби кои што го подобруваат крвотокот кај мајката, го намалуваат крвниот притисок и го намалуваат нивото на шекер на крвта, кој исто е многу битно во бременоста, а тоа се од типот на јога и пилатес за трудница. Исто така се препорачуваат и масажите, затоа што трудниците многу често имаат отечени нозе, проблеми со циркулација и болки во грбот, така да масажи за трудници се препорачуваат и е најубаво да се прават на стол специјален за масажа, ние го имаме во болницата. Да. Има една дупка каде што се сместува стомакот, така да тоа стварно релаксира. Може убаво да се масира трудницата, нели? Кажете не до какви се компликации може да дојдат доколку не се води соодветно бременоста? Значи, бројот на компликации е огромен, затоа од исклучителна важност е пациентките да ги слушаат советите на својот лекар и редовно да се јавуваат на прегледите. Може да дојде од нелечена инфекција, прскање на водењак, чести абортуси, предвремено породување, па предвременото породување повлекува уште многу други проблеми. Од престој во интензивна неонатална нега, која што кошта и многу пари и многу живци, па дури и до смртност. Така да редовните контроли се исклучително битни и во смисол на следење на препораките за здрава исхрана, за да се спречи развивањето на шекерна болест, која што е многу модерна во денешно време, и да се спречи можноста од развивање на висок крвен притисок. Значи, овие кои што ги споминавте се најчестите компликации, најчесто на нашето поднебје, секаде се различни, кај нас е предвремено породување, познатите гестози, тоа е болест на притисок висок, зголемување на телесна тежина, отоци и мал раст на бебето. Тие ги имаме големи мајки со мало дете и шекерната болест се најчестите причини за компликации во бременоста на нашето поднебје. Да, дали компликациите се почести кај повозрастните жени? Или не може да се генерализира? Не би можела да ви кажам, затоа што повозрастните жени обично се посериозни, па многу почесто доаѓаат. Генерално статистички да, кај повозрастните жени сите овие компликации се почести. Меѓутоа они се посериозни и многу почесто доаѓаат на контрола и заради тоа ги држиме под контрола. А младите се покомотни, така да не би можела да кажам кај кого се почести. Да. Кај тие што не се придржуваат до советите лекарски сигурно се најчести. Да, значи на таа целна група се однесува ова. Доктор Петровска, ќе може да ни кажете што според вас е клучот за здрава бременост? Препорачувам на сите пациентки кои што сакат да станат мајки, најпрвен да се одат кај својот гинеколог кога ќе планираат бременост. Затоа што дел од прегледите кои што ние ги правиме во почеток на бременост, меѓутоа понекогаш се тешки да се лечат во бременоста затоа што палетата на лекови ни е лимитирана. Најдобро е да си се јават кај својот гинеколог, да се истретират сите дополнителни заболувања, да се направат прегледите кои што се неопходни и веќе од старт да влезат во една добра здравствена состојба, а понатаму нормално да ги слушаат сите совети на лекарите. Да. За крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравието, дали би сакале да опатите препорака до гледачите? Сакам да ги поздравам сите идни мајки и сакам да кажам дека оваа година, 2015, е многу значајна за нашата болница, затоа што ни се спојуваат неколку јубилеи. Значи, 15 години од постоењето на првата приватна гинеколошка болница во Македонија, која што беше, нели, Мала Богородица Систина. 5 години од нашиот гигант Аџи Бадем Систина, во кој што се сите специјалности сместени и тоа што е многу битно, на прагот сме, деновиве го очекуваме нашето 10.000-то дете, што секако е за пофалба, посебно во една приватна болница каде што фондот не покрива ништо. Во име на овај јубилеј ние ги набилдавме малце нашите пакети за породување. Општите ги знаат сите пациентки, меѓутоа сакавме да ги почастиме нашите редовни пациентки, така да внесовме неколку услуги повеќе. Не се наплаќаат, цената е иста. Најпрвен почнуваме од паркингот, стално е кај нас проблем кај да паркираат пациентките, па направивме резервирани паркинг места за трудници и за мајки со мали деца кои што се обележени со розево.
Во текот на бременоста, па нашите пациентки добиваат ваучер бесплатен за стоматолошки преглед, бидејќи контролата на зъбите е од исклучителна важност. Оралното здравје мора да биде на високо ниво, затоа што често пати се јавуваат проблеми со кариес, расипување на зъбите и многу често имаме крварење од гингивите, така да они ќе може да добијат бесплатен стручен совет и преглед. Исто така добиваат една бесплатна масажа и сите трудници кои што се наши редовни посетители и планираат да се породуваат кај нас, добиваат бесплатни йога часови. Да. И тие се одржуваат 2 пати во неделата, траат по 90 минути и ги направивме во попладневните часови. А сите пациентки, без разлика дали ќе се контролираат кај нас или ќе се пораѓаат кај нас, добиваат бесплатни консултации, кои што ќе стапат сега од 1 март. Мислам дека ќе бидат еднаш неделно. За повеќе информации можат на нашиот веб-сайт да прочитаат ajibademsistina.baby.com. Во текот на породувањето, тоа што е различно од досега, пациентите добиваат уште неколку, малите пациенти добиваат, нашите бебиња, уште неколку бесплатни прегледи, односно добиваат бесплатен ортопедски преглед, добиваат бесплатен кардиолошки преглед од доктор педијатар кардиолог, сите они кои што ја направиле прегледот, односно феталната ехокардиографија во текот на бременоста. Мајките добиваат бесплатни совети за доење и за нега на новороденчето. На одење од болница добиваат едни торби кои што се многу убави, не само по изглед, него се мултифункционални, каде што има можност за прособлекување, па има поклони за нега. Има CD кое што многу добро влијае врз развојот на мозокот на новороденчето, да, и музика за заспивање. Добиваат брошури пациентките за како полесно да се вратат во форма после раѓањето и исто така добиваат брошура за нега на новороденчето. Сите новороденчиња родени во 2015 добиваат едно специјално лого запишано во нашиот компјутер, така да понатаму во животот секако ќе добијат некои бенефиции за услугите од нашата болница, така ќе можеме да го следиме нивниот раст и развој. И сите кои што се од Скопје добиваат една бесплатна патронажна посета од искусни сестри, а тие што се пациентчиња во интензивната нега добиваат 3 бесплатни посети од патронажна служба. И не знам, можда нешто заборавив, ќе не посетат на нашиот портал пациентите. Доктор Петровска, ми останува уште да ви се заблагодарам за тоа што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Се надевам ќе се видиме и во некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата.